Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Во продолжение зборуваме за Украина, односно зборуваме за последните случувања во Велика Британија кон Украина. Ке споменеме дека Велика Британија се огради од предлогот на францускиот претседател Емануел Макрон за ограничено почетно едномесечно примирие помеѓу Русија и Украина, додека Киев изрази резервираност во врска со прекинот на борбите. Пишува Financial Times какви се последните ситуации и струјања во Велика Британија, што велат политичарите таму во однос на украинското прашање. Ја вклучуваме од Лондон нашата колешка, дописничка, колумнистка, новинарката Жанета Скерлев. Добар ден посакувам, добре дојдовте повторно во Слободен печат. Добар ден и кои денови, кои случувања на светската политичка сцена. Вакво нешто пред 10 дена да правевме муабет, немаше ни да можеме да предпоставиме. Меѓутоа, изгледа Трамп и се е можно. Најновата одлука на американскиот претседател да ја запре, вели привремено, воената помош на Украина, тука се дочека со веднаш реакција од Обединетото кралство. Јас гледав предмалку одговор на Министерството за надворешни работи на владата и одговорот е дека британската влада останува определена за помош на Украина и дека нема да го прекине тоа. Воената помош ќе продолжи. 3 милиарди годишно оваа земја ќе одвојува и веќе одвојува, меѓутоа ќе одвојува и понатаму за воена помош за Украина. Она што е интересно е претходните ветувања од зборови на дела дека 2,6 милиарди од заробените асети на руските бизнисмени кои се блиски до Путин и останати тука во земјата или на места каде што владата може да ги користи, ќе бидат дадени на Украина. Тоа ќе биде исто за оружје, за одбрана. И изјавено е денеска дека околу 5000 проектили кои ги изработува фабриката за оружје во Белфаст, во Северна Ирска, ќе бидат дадени и испратени за Украина. Ова не е нешто ново за оружјето, тоа оружје се испраќа, што се вели редовно последните 2-3 години, но ова е направено со цел да се покаже определеноста на оваа земја за помош на Украина и за постигнување праведен мир, како што се вели тука. Инаку, Европа е на крстопат, а тукашниот премиер Стармер се обидува да се постави како мост помеѓу Европската Унија и Соединетите држави. Знаеме дека Британија излезе со Брекзит од Европската Унија, меѓутоа интересно е што последните денови Стармер како да се позиционира на страната на Европската Унија и се обидува да има некаква позначајна водечка позиција, бидејќи, како што реков, тукашната влада сака да биде како мост помеѓу американците, Европската Унија, Русија, Украина, значи да се изнајде, како што велат овде, праведно решение. Скерлев, пред 2 дена европските лидери се сретнаа во Лондон. Стармер беше домакинот на оваа средба и беше договорен мировен план за Украина. Тој план веќе е познат за јавноста, 4 точки, да ги прокоментираме дали се уште важат. Што вели таму, што се вели во низ политичките окрузи таму, дали се уште важат овие точки, затоа што од ден на ден се менуваат плановите и правилата? Па сега за сега важат, меѓутоа да, како што рековме, од ден на ден се менува, од час во час. Сега за сега важат.
она што го договорија во Ланкестер Хаус 18 лидери на Европската Унија, на Европскиот совет, на сите најзначајни лидери во Европа и се разбира тукашниот премиер Трамп и неколкумина министри. Важат илјадници нови проекти се планираат за Украина. Речено е, нели, дека нема да може секоја земја да придонесе, меѓутоа она што го кажа коалиција на волните, коалиција на оние кои можат и треба да направат нешто за постигнување на, како што велат, праведен мир. Важно беше и дека Зеленски беше интересни детали излегуваат по враќањето на Зеленски од Соединетите држави. Тој дојде тука во Лондон, дека веднаш по оној несекојдневен разговор на Зеленски во Белата куќа со Трамп и со Венс, каде што тука е општо прифатено мислењето дека американските представници, председателот и заменикот дека биле неверојатно груби и дека се однесувале како трговци, како бизнисмени, дека тоа е однесување на луѓе од 18 век, а не 21 век. Стармер телефонирал, вели, даде изјава дека телефонирал веднаш на Трамп, бидејќи ден претходно имаше состанок со него и многу позитивна атмосфера имало на состанокот и така пренесува и медиумите и тука и таму, а следниот ден се случи она што се случи, кое и сега го гледаме, тешко ни е пак да поверуваме, ама тоа е тоа. И му се јави на Зеленски, значи се обидува Стармер да ги држи контактите на двете страни, вратите отворени за диалог. Зеленски исто така значајно е тоа што имаше посета со кралот Чарлс III. Тука знаеме дека кралевите немаат политичка улога, но имаат и такако улога, бидејќи на разговорот, на посетата на Стармер во Белата куќа, со разговорот со Трамп, тој му ја порача, му искажа покана, му кажа, го покани да дојде во посета на Обединетото кралство и покана од името на кралското семејство, од името на кралот Чарлс III. Така што интересно е коментарите дека Зеленски се видел по втор пат во овие 3 години со кралот тукашен, а Трамп сака да се види со него. Тука имаше и бурни реакции за тоа дали требало или не требало Стармер да го вика на посета Трамп, бидејќи последната посета не помина, помина протоколарно окей, меѓутоа имаше неверојатно многу протести на луѓето. Трамп не е популарен во Обединетото кралство, не е популарен кај никој. За ова ставовите им се исти. За прв пат по многу прашања, по едно од прашањата на кое и на власта и на опозицијата имаат различни мислења околу многу други прашања, меѓутоа околу помошта за Украина и околу начинот на кој Трамп се обидува да го реши ова, војната во Украина, има и еднакви. Значи, лабористите и конзервативците се
единствени во осудата но не сите се согласуваат. на начинот. Да, но не сите се согласуваат со Велика Британија и конкретно со Стармер. Ке потенцираме италијанската премиерка Џорџа Мелони. Таа е крајно скептична во однос на испраќање на европски трупи во Украина и не се согласува со предлогот на Франција и на Велика Британија. Тука ќе споменеме уште една дама од политиката, односно сакам да ја цитирам Марија Захарова, официјален представник на Министерството за надворешни работи на Русија, која што вели коментарите на британскиот премиер Кир Стармен за плановите за продолжување на војната помош во Украина по завршувањето на вооружениот конфликт, цитирам, ме потсетуваат на клептоман педофил кој сака да се вработи во детска градинка. Па тоа е исто како на клептоман педофил полекување и казна да му дадете работа како книговодител во градинка, напиша Захарова на социјалните мрежи. Какви реакции има за ова? Ја видов таа порака, ја видоа и тука политичарите, меѓутоа сигурно приватно не им било многу драго, бидејќи тоа е речник кој е тотално недипломатски, тоа е многу грубо и многу навредливо. Меѓутоа изгледа решиле дека најдобар начин да се реагира на тоа е да се игнорира. Како што да го кажеше тоа председателот Путин, може би ќе имаше некакви реакции, меѓутоа она што портпарол ќе го каже, да, зборува од името на Путин, меѓутоа тука решија да го игнорираат. Весниците тука го коментира, значи на владино ниво нема. Меѓутоа и весниците, она што кажав дека и конзервативците, и лабористите, и либерал-демократите се на иста позиција што се однесува до Украина. Јас одамна немам видено такво единство за некоја работа во оваа земја. Прилично долго сум тука. Дури и ги спомна весниците, десничарскиот Daily Mail, кој не се сеќавам кога последен пат нешто го има поддржано Стармер или на лабористите по речиси било кое прашање, излезе со наслов на страница дека да не му се дозволи на Доналд Трамп да дојде тука и да се среќава со кралот, што беше навистина своевиден преседан. Беа поостри од некои од другите поумерени весници, како, например, Guardian или Observer, па дури од Times. Интерес, мислам, едноставно не сака да паѓаат, сигурно весниците ќе чекам да видам и онлайн изданијата што ќе кажат, но владата одговорот беше дека ќе продолжи со поддршка. Како рекоа, сега ја гледам ова изјавата, laser committed, значи ласерски определени да помагаат и финансиски, и со оружје, и со дипломатија. Ќе видиме како ќе оди тоа. Мислам, никогаш она ќе видиме не било толку обременето со неизвестност колку сега, колку овие денови и оваа недела. Ама навистина ќе гледаме. А следната средба на европските лидери е закажана веќе за 12 март, идниот четврток. Има ли некакви најави што ќе се случува на оваа средба? Па нема најави. Има најави дека ќе се продолжи со поддршката, дека оваа коалиција на волните која беше договорена тука во минатата недела во Ланкестер Хаус, дека ќе има многу дипломатија за да се зајакне, со тоа што знаеме кои не се во таа коалиција на волните. Јас гледав една изјава на унгарскиот председател Виктор Орбан, тој веќе подолго време тера некоја своја политика, еве сега и некои други. Ке треба многу дипломатија и најверојатно, како што рече еден коментатор тука, со кој и јас се согласувам, ке треба да се најдат некои други по-неортодоксни начини на справување со најновата ситуација, а најновата ситуација е доаѓањето на Доналд Трамп и она дипломатија, трговија од 18 век, како што ја нарекоа тука, за да не се напуштат основните принципи на
дипломатијата, на демократијата, на владењето на законот на право, но да се излезе на крај на некој начин со ваквото владење и ваквото однесување и како што го нарекуваат овде и заканата на демократијата од онаа страна на Атлантикот. Жанита Скерлев, беше задоволство. Благодарам што се вклучивте од Лондон и ни пренесовте каква е атмосферата, какви струи кружат во однос на прашањето Украина во Велика Британија, сите новости поврзани со ова важно, клучно и најактуелно прашање. Секако побарајте не кога има нешто ново, тука сме да им пренесеме на нашите читатели, на нашите гледачи се што е важно и се што треба да знаат. Уште еднаш голема благодарност. Почитувани вас ќе ве поканам и понатаму да останете со slobodnpečat.mk.